да оди директно онлайн, како и внимавајте на микрофоните и на вашето видео представување, односно вклучете ги на левиот долен агол. Денешната дебата под наслов Зелено социјално претприемништво е всушност надополнета со една димензија на нова нормала на лидерството, нешто што воедно и во денешни рамки го воочуваме токму сега преку промената на нов принцип на социализација и делување, како што е нашето онлайн вклучување. Се навикнавме на новите предизвици и всушност како комора за мал бизнес претендиравме години наназад со нашите настани да внесеме една доза на иновативност, која што веќе почна да си го трасира својот пат успешно преку организирање на настани од се повисоко ниво и со се поголем удел на анимирање на самата јавност. Токму затоа се и денешните два панели, каде што се вкрстуваат искуствата на еминентни истакнати предавачи, експерти, лидери во своето поле на делување, каде што би можело да го прошириме особено хоризонтот кога станува збор за дискусија околу зелена економија, делување во локални, глобални рамки во однос на оваа проблематика, сето тоа надополнето со социјалното претприемништво како димензија која што е особено интересна и продира целокупно во нашето секојдневие, особено младите кадри се заинтересирани за овие потези. Новата нормала па како лидерство, нам како комора за мал бизнес, ни создаде некоја перцепција за создавање на оваа платформа која што и денес всушност ја организира оваа јавна дебата, односно Change Leadership Group или лидерство на промени, затоа што некако целокупниот изминат пат ни даде за право дека можеме веќе јавно да дискутираме на овие проблематики, се со цел да може да создадеме подигнување на јавната свест, да го поддржиме целокупното население во реализација на своите замисли, кој што има за цел приложување на својот капацитет и потенцијал во една повисока димензија која што ќе биде пред се во корист, потесна, меѓутоа и особено поширока, нешто за што и се залагаме ние со нашето делување, односно корист во поголеми и пошироки општествени рамки. Овој панел ќе го започне Елизабета Ѓорѓиева, воедно програмски менаџер на Европската делегација во Скопје, на анализа на проблематиката развој на зелени бизнеси. Елизабета е вклучена чином и може да започне. Да, благодарам на организаторот на поканата да се накратко обратам на овој дебатен настан и благодарам на сите за вашето внимание. Од организаторот добив задача да проговорам нешто за политиките на Европската Унија во врска со зелената агенда, како и некои најнови иницијативи кои што ги превзема делегацијата на Европска Унија Скопје во оваа насока. Мислам дека сте запознаени дека во 2019 година Европската комисија усвои еден документ кој што се нарекува European Green Deal, сега на македонски не знам точно како преводот, како е Европејска зелена агенда, која што постави како план да ја направи економијата на Европска Унија оддржлива, но со тоа што ќе ги базира своите политики со трансформирање на предизвиците за очувување на животната околина и климата во можности. Европската комисија веќе од поодамна направи одредени анализи и се соочи со фактот дека
климатските промени и деградацијата на животната средина се еден постоечки и континуирано растечка закана за Европа и за светот. Така да со цел да се надменат сите овие предизвици, на Европа и беше потребна една нова стратегија за раст, која што има за цел да ја трансформира економијата на Европската Унија во економија која што ќе биде конкурентна, но која што ќе биде и ефикасна во однос на искористување на ресурсите. Она што се постави како приоритет, како една главна цел со овој европски зелен план е да Европската Унија успее да постигне до 2050 година нула нето емисии на зелени гасови, понатаму економски раст кој што нема да се базира на континуирано искористување на ограничените необновливи ресурси и она идеја која што се провлекува низ сите европски политики, ниедно лице или ниедно и понатаму ниедно место да не биде изоставен од оваа целосна европска политика. Европската комисија покрај тоа што го усвои овој European Green Deal, исто така изработи акцијски план во кој што точно наведе конкретни активности и рокови до кои што ќе се изработат одредени стратегии, ќе се поведат одредени мерки, ќе се изработи предлог закон за заштита на климата и слично. Со цел да се постигнат сите овие приоритети утврдени во Европскиот зелен план, потребно е една организирана и кохерентен сет на активности во сите сектори на нашата економија, како на пример инвестирање во технологии кои што ќе бидат согласност или пак како ќе environmental friendly во согласност со животната средина. Понатаму поддршка на индустријата да воведува иновации, воведување на почиста, поевтина и поздрави форми на јавен и приватен транспорт. Друга сет на мерки и активности ќе бидат насочени кон понатамошно декарбонизирање на енергетскиот сектор. Посебен фокус е поставен на енергетската ефикасност на зградите, со оглед на тоа што се смета дека истите се големи потрошувачи на енергија и индиректни создавачи на загадување. И Европската комисија се во својот документ утврди дека ќе работи со останатите меѓународни партнери за подобрување на глобалните еколошки стандарди. Она што можеме да кажеме дека голем дел од овие приоритети веќе беа наведени во различни други политики или стратегии кои што веќе ги имаше Европска комисија, меѓутоа сега на некој начин се интегрирани во еден единствен документ и кој што ќе се смета како главен стратешки документ, основа за водење на сите политики на Европската комисија во периодот 2021-2027. Она што е добро во поглед на реализацијата на овој Европски Green Deal е тоа што голем број на, да речеме, под стратегии и мерки се веќе и донесени. Например, да речеме, стратегијата за интегриран енергетски систем, стратегијата за биодиверзитет, акцијскиот план за понатамошен развој на циркуларната економија, новата индустријска стратегија, предлог закон за клима
и климатски промени, меѓутоа на ниво на Европска унија и така натаму. Она што кога ги проучував документите кои што се на располагање, она што ми остае голем впечаток е дека Европската комисија направи одредена анализа колку би изнесувале трошоците за реализирање на овој европски Green Deal и многу јасно во повеќе документи е назначено дека за да се постигне овој амбициозен сет на приоритети се потребни големи инвестиции. Например, само за постигнување на некои од целите кои што се сметаат како најургентни, кои што се поставени за 2030 година, би било потребни околу 260 милиарди дополнителни годишни инвестиции, што е околу 1,5% од брутно домашниот производ во 2018 година. Значи, за таа цел Европската комисија изработи и финансиски инструменти кои што треба да ги поддржат реализацијата на овие многобројни стратегии и подстратегии, со тоа што овој случај комисијата одлучи дека ќе го на некој начин помогне реализирањето на овие активности со тоа што ќе се обиде да преговара со земјите членки и ќе се обиде да ги убеди истите да одвојат повеќе средства од своите национални буџети со оглед на тоа што се смета дека националните буџети исто така треба да имаат значително придонес во реализацијата на овие мерки. Така, еден од активностите кои што се веќе започнати е воведување на некои алатки со кои што ќе им се помогне на земјите членки да извршат така наречено позеленување на нивните национални буџети со цел да направат пренасочување на јавните инвестиции, потрошувачката или пак оддалечувањето на овие нови приоритети за зелена економија. Она што повеќе читав во овој период е акцијскиот план за циркуларна економија, која што е мощно интересен. Истиот дава повеќе различни иницијативи кои што се однесуваат на сите фази од животниот век на производите, со што се сака да се изврши модернизирање и трансформирање на економијата, при што се заштитува животната средина. Станува збор за една настојување на иницијатива да се направат овие производите sustainable производи, значи производите кои што имаат со поголемо траење, да се направат да траат уште подолго и да им овозможи на граѓаните да земат целосно учество во оваа циркуларна економија и бенефитите кои што истата ги носи. Една анкета која што беше направена на ниво на Европската унија укажува дека граѓаните на Европската унија сметаат дека обемот и количината на отпад кој што го создава современиото општество е прашање кое што во наредниот период ќе биде мощно актуелно за граѓаните. Лицата кои што беа интервјуирани сметаат дека најефективен начин за да се на некој начин реши овој проблем е со тоа што треба да се промени начинот на кој што луѓето луѓето се однесуваат во однос на потрошувачката, значи да се променат потрошувачките навики од една страна, а од друга страна начинот на кој што индустријата ги произведува овие производи. И во овој да речеме акцијски план за развивање на циркуларната економија, посебен фокус е ставен на неколку видови на производи.
електриката и електронските производи се смета дека се едни од најголемите создавачи на нов вид на отпад во Европската унија. 20 од 3 европејци сметаат дека користење дека спремни да ги користат различните дигитални уреди кои имаат подолг временски период, доколку перформансите на истите останат непроменети. Така да она што ќе се настојува со новиот план за развој на циркуларната економија е тоа да производите кои што ќе се пласираат на европскиот пазар да бидат дизајнирани на начин на кој што да траат подолго, да биде возможно или полесно истите да се поправат или да се надградат, да се рециклираат или и повторно да се употребат. И за таа цел е потребно да се воведат соодветни мерки, например производителот мора да обезбедува и сервис и производителот, односно компаниите, да имаат одговорност за целиот производ во текот на целиот животен циклус, тоест да се грижат и за отпадот што ќе се создаде кога ќе престане употребата на тој производ, кој што на некој начин одредени мерки се веќе во функција. Друга област за циркуларната економија која што беше анализирана е отпадот кој што се создава од текстилот, со оглед на тоа што се смета дека постојат огромни количини на текстил кој што се одлага на отпад или пак кој што се уништува. Меѓутоа се смета дека само 1% од целокупниот текстил во светот се рециклира за производство на нови или текстилни производи. Поради тоа комисијата сака да изработи некои мерки со кои што ќе ги на некој начин поддржи компаниите да воведат поинакви модели на водење на бизнисот со кои што би се поддржало сортирање, повторно употреба и рециклирање на текстилот, а исто така и на некој начин да се потигнат и потрошувачите да користат производи кои што се изработени на ваков начин. Трета област од интерес на циркуларната економија е пластиката. Се смета, некои анализи, истражувања кажуваат дека потрошувачката на пластиката би се дуплирала во следните 20 години. Дури се смета количината на микропластиката ако постојано се зголемува и слично. И се смета дека пластиката до 2050 година ќе опфати 20% од потрошувачката на нафтата и ќе создаде 15% од вкупната количина на овие стакленички гасови. Дури се некои анализи се можне страшни, дека се смета дека до 2050 ќе има повеќе пластика во океаните отколку риби во истиот. Така да настојувањата во овој поглед одат во насока на напуштање на пластика за еднократна употреба и нивна замена со, да речеме, артикли кои што се потрајни, кои што овозможуваат повеќекратна употреба. Дури се работи веќе на нова законска рамка за да се дефинира задолжително замена на ова амбалажа, особено за еднократна употреба. Сега, што се однесува до Македонија,
Европската комисија моментално работи на изработка на стратегија за регионален развој, кој што ќе ги опфати земјите од Западен Балкан, вклучувајќи од Македонија. Стратегијата ќе се базира на истите принципи како и Европскиот Green Deal. Во тој поглед можам да кажам дека делегацијата на Европска унија Скопје веќе отиде нешто понапред. Ние ги прифативме принципите на Европскиот Green Deal и се обидовме истите да ги интегрираме во програмите и проектите кои што ги развиваме за развој на македонската економија. Така да во овој поглед можам да кажам дури и во рамки на инструментот за предпристапна помош 2, кој што трае до 2020 година, дизајниравме една програма со која што ќе обезбедиме грантова шема за компании кои што ќе на некој начин влезат во потполно нови или пак ќе се обидат да извршат диверсификација на своите деловни активности во областа на зелената економија. Грантовите би се движеле од 50 до 300.000 евра, со тоа што програмата би требало да започне дека во јануари 2021 година и ќе биде отворена за предпријатија кои што работат во неколку региони во Македонија. Ги избравме регионите кои што се најекономски развиени, тоа слушам фонија, станува збор за североисточниот, северозападниот и југозападниот регион. Плюс имаме специјална програма и до фондови алоцирани за развој исклучително на преспанскиот, поширокиот, да речеме, преспански регион. Вкупниот фонд за грантови изнесува 5,5 милиони евра, со тоа што компаниите, потенцијални апликанти, ќе имаат истовремено и можност да на некој начин бидат поддржани од една група програма на советодавни услуги во однос на подготовката на нивната апликација. Друго интересен елемент за оваа грантова шема е тоа што ќе се бара одредено коучество од страна на компаниите апликанти. Кои видови на дејности поточно ќе ги покриеме и ќе ги финансираме не се дефинирани во оваа фаза, тоа останува да се дефинира во почетокот на следната година. Покрај, значи, оваа програма од 5,5 милиони евра, исто така од инструментот за предпристапна помош 3, резервиравме околу 20 милиони евра повторно за грантови за зелени бизниси. Ова грантова шема ќе ја дистрибуираме преку Фондот за иновација и технолошки развој. Оваа шема би била отворена за аплицирање за компаниите некаде, би рекла, следната година ова време. И повторно во овој момент сме во фаза во која што сме ги дефинирале само грубите насоки дека сакаме да инвестираме во зелени бизниси, меѓутоа овој пат на целокупната територија на Република Северна Македонија, додека пак деталите околу видовите на бизнисите, паралелното соучество од страна на компаниите апликанти или условите за eligibility на компаниите се уште не се дефинирани, истите ќе ги дефинираме, да речеме, предвидувам некаде на почетокот на следната година во соработка со Фондот за иновации. Значи, тоа би биле мерките кои што ги планира делегацијата на Европска унија Скопје за поддршка на зелените бизниси во наредните, би рекла, 3-4 години.
Благодарам, Елизабета. Дали останувате со нам за подоцна да поканиме дискусија или може сега? Јас би сакала сега, затоа што во 11:30 имам друг состанок. Така, ве молам кој е потекнат да даде коментар, посебен придонес или да постави прашање до Елизабета, нека повели. Ќе може да комуницираме во иднина по имејл, се надевам. Да, секако. Мислам дали имаме представници. Добро, ние сме да. Од фирми, пошто ова е малце поинтересно за фирмите, така. Да, има. Добро. Да. Добро, во ред. Елизабета, јас ви благодарам на опсежната анализа. Елизабета е долгогодишен соработник на Комората за мал бизнис. Сме учествувале заедно на мноштво настани, секогаш добиваме прецизни анализи, кои што се надоградени со најновите информации, што е особено корисно и за приватниот, и за јавниот, и за невладиниот сектор. Ви благодарам, Елизабета. Ви благодарам и за поканата и на слушателите за вниманието. Благодарам. Панелот ќе го продолжиме со доктор Марија Лунчар-Велкова, воедно председател на Организација за потрошувачи во нашата земја, која што ќе образложи повеќе околу односот фер кон потрошувачот, како и презентирање на самата платформа, која што ги нуди тие можности за соработка и промоција во домен на сертифицирани зелени проекти и одржливи бизнеси. Марија, со нас сте. Здраво, Маријана. Една мала корекција, јас сум Маријана, да. Ама добро, пак убаво име. Марија исто. Јас би сакала да изразам благодарност за вашата покана и затоа што можам да учествувам на оваа дебата денес, особено затоа што ги засега и потрошувачите, нели, покрај бизнес секторот и навистина особено до Катерина и до Едвард за претходните договарања околу тоа што треба да направиме во поглед на нашата презентација. Па јас да не должам многу би започнала со на овој начин да ја представам темата за која сум повикана да зборувам, а потоа нели отворени сме за разговор. Само да видиме. Дали се гледа сега? Да? Добро. Значи ја гледате презентацијата, не? Пошто овие се нови алатки се и сега сите се учиме, така да малце е некогаш и потешко. Јас би сакала да кажам дека бев поканета да зборувам за фер со потрошувачот сертификационата шема која што ние развивме во еден проект на Европската Унија. Представува заштита не само на потрошувачите, туку и заштита на животната средина и грижа за одржливиот развој. Нели? Во поглед на оваа тема би сакала да искажа моќта на потрошувачите, заради тоа што така наречена моќ на потрошувачите, заради тоа што тие имаат моќ во смисла на со изборот на производите при купување и со употреба на производите, како и нивното одлагање, да влијаат на целиот систем. Да од производството до пакувањето се до одлагањето и во таа смисла тие имаат огромна одговорност, како и заедно со компаниите на некој начин ја споделуваат оваа одговорност. Во поглед на зелениот договор, Европскиот зелен договор, како што зборуваше и Ѓоргиевска Елизабета, сметаме дека ние како потрошувачи особено сме повикани да учествуваме во имплементација на стратегии и програми усвоени од страна на националните власти во поглед на борбата за против климатските промени и за да можат успешно тие да се применуваат, фактички
треба да учествуваат европските потрошувачи. А ако не учествуваат европските потрошувачи, тие исто така промени и стратегии и програми треба да им бидат достапни и треба да бидат прифатливи во поглед на еден сегмент само ценовната политика која се води. Значи, доколку вие направите такви програми, секоја држава нема да може да се вклучат европските потрошувачи заради тоа што тие ќе мора да одвојат голем дел од сопствениот џеп, од сопствениот приход. Во таа смисла потребно е компаниите да имаат, значи да ги земат предвид сите овие особености на тој синџир за снабдување и да ги вклучат како производителот, така и крајниот потрошувач. Потребно е заеднички да правиме поголема едукација на потрошувачите, особено за одржливата потрошувачка, за нивниот начин на живот и за промени, одредени промени во нивното однесување. И да ги поттикнеме тие промени, доколку се разбира се значајни за потрошувачката и за заштита на човековата средина и особено за одржливиот потрошувач, така го нарековме во март месец. Фактички Светската потрошувачка организација имаше кампања кога потрошувачот го повика да биде одржлив потрошувач заради таа огромна моќ всушност и заради тоа што тие имаат голема одговорност. Практикување на одржливи јавни набавки. Тука не можеме нити бизнисот, нити потрошувачите многу да направат, доколку одредени стратегии за јавни набавки на национално ниво не се донесат, одредени насоки и да се одржува и да се применува таа практика за одржливи јавни набавки од страна на државните власти. Да се зголеми ефикасна употреба на ресурсите и да имаме фер трговија, всушност фер трговија во смисла особено на означувањето и циркулирањето на производите и нивно информирањето на потрошувачите за така наречени зелени ознаки, кои што многу пати може да бидат и лажни. Во таа насока би сакала да кажам дека постојат одредени всушност ние мора да успееме, инаку мислам крајот не е убав, она што го предвидуваат и другите говорници и гледав и некои од другите презентации. Прво и основно исто така, не знам дали беше спомнато, во Green Deal-от е секако спомнато дека треба да имаме одржливи финансиски услуги, затоа што ги знаеме климатските влијанија и на финансиските производи, велиме во домувањето, велиме секаде, меѓутоа треба да се подобри понудата на финансиски производи кои се наменети за инвестиции кои ги прават потрошувачите, ама тие понуди да бидат такви кои што ќе има кај што ќе се прифати и дури грејс период, дури и помала каматна стапка и слично, затоа што таквото изолирање да речеме на стан или изолирање на куќа или купување на одредени производи се сметаат дека се пријателски кон животната средина, а со такви финансиски услуги мора да им станат подостапни на потрошувачите. Да се подобри всушност односот кон овие финансиски решенија за енергетски ефикасни инвестиции. И особено, знаете, сега има некои решенија што ги имаме со грејењето и овие субвенции кои што ги за инвертер климите, кои што ги даваат локалната самоуправа и мислам Министерство за финансии, меѓутоа сметаме дека не се сосема доволни и дека таму во тие понуди треба да биде повеќе истакнат овој сегмент, значи да се закупување на производи кои што се енергетски ефикасни. Тоа се тие јавни набавки утре и слично. Значи тука ние мораме да се потвреме како потрошувачи дека со таква набавка, со такво купување нема само да ги исполниме критериумите за учество за субвенции, туку ќе купиме едно од најпогодните производи кои што ќе штедат најголем дел од енергијата, односно ќе бидат енергетски ефикасни. Тука се работи и за реновирање, тука се работи и за други апарати на домаќинство. Мислам дека и Елизабета кратко кажа, меѓутоа ние навлегуваме повеќе од аспект на потрошувачот. Во поглед на транспортот, исто така треба да се каже дека ќе работиме и на да се зајакне користењето на електричните возила. Еве низ градот ги гледаме сега автобусите. Меѓутоа тоа не е доволно, заради тоа што треба да се купувањето на вакви возила од страна на потрошувачите, исто така и со субвенции. Сега ќе речеме треба едно богато општество, па добро ако сакаме ние да нешто успееме, еве Европска унија веќе разговара за Green Deal, ние разговараме за стратегии за
поттикнување на примената на зелениот договор преку одредени програми, помош од Европската унија, така да мислам дека барем до негде ќе успееме, не сме голема држава, ако имаме желба и волја. Тоа е потребно. Што е потребно за да успееме? Фактички одржливото домување, имаме еден настан на втори за одржливо домување со БЕУК, Европската организација на потрошувачите. Значи, потребно е се поголемо реновирање од зградите, како што кажа и Елизапета, зградите негде трошат 40% од вкупната потрошувачка, таа на не е енергетска ефикасност, фактички на енергија, и да се помине кон помасовно реновирање, кон обновливо грејење, ладење и најефикасни производи и услуги. Веќе имаме одредени награди на ниво на Horizon 2020 за купување, групно купување, така наречено групно купување на производи и уреди, преку поттикнување на потрошувачите кои што ги купуваат тие уреди заради тоа што тие се најефикасни. Меѓутоа, за таква нешто треба да работиме и на зголемување на свеста на потрошувачите. Че да се спремни да дадат нешто повеќе од своите пари, меѓутоа да знаат дека влијаат и на животната средина. Во храната исто така да купуваат производи кои се хранат со производство на производи кои што не создаваат емисии на стакленички гасови. Затоа се прашувавме, имавме еден настан заеднички со Европската потрошувачка организација, каде беа прашани потрошувачите колку пати во неделата и што јадат, например намалувањето на јадењето на месо. Едно од нештата што може да влијае на климата и одржливоста во иднина. Стратегијата за одржлив однос во хемикалиите, која што се уште немаме, имаме некој нов закон за хемикалии се спремаше, меѓутоа не знам докаде, меѓутоа таа регулатива е многу опсежна и сега навлегува значи во многу производи и услуги, односно самите хемикалии имаат и потрошувачите стануваат се поизложени на штетни хемикалии, со тоа и животната средина. Затоа се повеќе се оди кон тоа да се таа листа на хемикалии се зголемува, а се бара од производителите да ја намалат, од фарбите за коса до кремите за лице, до кремите за тело, до да не набројуваме кој голем број на козметички производи, па и производите што доваѓаат во допир со храната, каде што се пакува храната и каде што ја предаваат во паковка спакувана. Разбирливи информации на потрошувачите да имаме за одржливост на производите и услугите и во смисла на нивното влијание на животната средина. Сега имаме еден тренд веќе 6-7 години во Европската унија, земјите и кај нас, фактички намерно за продавање на производи кои што имаат многу пократок век на употреба од она што ние го очекуваме. Се работи за апарати за домаќинство, како например фрижидери, машини за перење, машини за сушење и слично. И со посебна директива ова беше уредено да значи да имате право на сервисирање, да имате право на подолго време на употреба и оние производители кои што ќе бидат сега има едно детектирање, фактички надзор над пазарот спроведува организациите на потрошувачи, ги детектираат тие кои што намерно ги застаруваат производите, оние производители. Како и борба против нечесните бизнис практики, бизнисот кој што всушност измамно ги информира потрошувачите или ги означува производите дека се за со одредени квалификации кои што тој производ ги нема. Јас во овој дел на темата толку би имала да кажам во поглед на организациите на потрошувачи, во поглед на заштита на потрошувачите. Меѓутоа, ве поканета да го презентирам и сертификатот ФЕР со потрошувачот. Овде е колегата Александар Николов, тука се и други луѓе кои што ги знам, со кои што сме соработувале на овој проект. И овој проект е фактички финансиран од страна на Европската унија и учествуваат 3 организации, доле им се гледаат логоата, ги забележувате, Креација, Зенит и ОПЕ. Сертификатот за компаниите има многу добра, значи го направивме и за компаниите и за потрошувачите. Тоа е сертификатот, насловот му е ФЕР со потрошувачот. За компаниите тие добиваат ознака со која што ќе можат да потврдат на пазарот дека имаат систем за фер однос кон потрошувачите.
и да ги минимизираат негативните влијанија на производите и услугите на животната средина. Значи, покрај фер односот на потрошувачите, ја вклучивме и заштитата на животната средина, а за потрошувачите тоа е ознака по која што ќе ги препознаат производителите на таквите производи и нивното однесување на пазарот. Кога го развивавме сертификатот, значи, ви спомнав кои бевме вклучени во проектот, направивме кодекс за фер однос на компаниите кон потрошувачите, подготовка на план за компанијата за подобрување на практики кон потрошувачите, претходно одевме во нивно верификување, доколку имаше потреба за подобрување, им дававме план за подобрување, се изработи софтвер за секоја компанија да менаџира со поплаките од потрошувачите, сите оние кои што го се стекнаа со сертификатот, да кажам дека проектот е завршен во јули 2019 година, меѓутоа ние продолжуваме на оваа работа. Имаше 45 компании, сега не се пријавија уште 5 компании, значи изминатиот период, и дека се субвенционира со поддршка на Министерството за економија ова сертифицирање. Во поглед на решавањето на поплаките помага организација на потрошувачи, значи со компанијата која е членка на оваа мрежа, на компании кои што се наоѓаат на веб страната Фер со потрошувачот и кои што стекнале сертификат, и промоција во јавноста. Тој сертификат трае 3 години со можност да се провери и да продолжи, а меѓутоа исто така може да биде и одземен доколку компанијата не се однесува согласно она што е утврдено во договорот. Јас би сакала да наведам кои се областите на сертификација. Областите на сертификација се тие кои што и после ќе бидат објаснети. Значи, имаме заштита на безбедноста и здравјето на потрошувачите, информирање, рекламирање и означување на производите, односи со потрошувачи, значи во поглед на поддршка нивна за решавање на поплаки и жалби, заштита значи на лични податоци, едукација и свесност на потрошувачите и совесна одржлива потрошувачка. Тие се 6 области и тие области се битни да бидат исполнети доколку компанијата сака да добие сертификат, и кога ќе влеземе во сертифицирање на компанијата се изработува еден извештај. Еве ги овде областите за проверка со образложение што треба све да се направи. Меѓутоа, кај безбедноста и здравјето, заштита на безбедност и здравје на потрошувачите, обезбедување на производи и услуги кои што се безбедни треба да има, и употреба и консумација на такви производи, значи кои што не создаваат ризик по потрошувачите, другите лица, имотот и животната средина. Кај користењето на фер пазарни практики, се мисли на фер пазарен однос кон потрошувачите во поглед на вистиното на времено информирање, во поглед на објавување на реклами кои што се веродостојни, вистинити, а не измамни, означување на производите и слично, и односи со потрошувачите во поглед на техничката поддршка. Се мисли дека компанијата треба да се грижи при продажба на производите и услугите, да доставува гаранции, техничка поддршка преку сервисирање и слично, значи одржување на производите, и фактички да има посебен систем за спогодбено решавање на спорови. Вклучително и да ги обештети потрошувачите, за тие да не мора да одат да се обештетуваат по судски пат, него да има спогодбено решавање со обештетување. Затоа развивме и покрај овој кодекс кој што го спомнав и прирачник за спогодбено решавање на спорови. Во поглед на едукацијата и свесноста на потрошувачите, знаеме дека самите вработени треба да бидат едуцирани за пристап кон потрошувачите и фактички да ги информираат нив за одредено квалитет на производи и услуги. Често ни се жала дека има недоволна едуцираност и самите компании ни се ува на продавачите во поглед на информирање на потрошувачите. Може само да ви одговори, па не знам, јас не сум. Значи го продава производот, а не знае што продава, често се случува. И свесната и одржлива потрошувачка, фактички еколошки корисни производи со кои се намалуваат влијанијата. Сега ни требаат и такви ознаки да бидат што почесто препознатливи за граѓаните. Ние направивме една кампања за органското производство и влегоа дел од производите всушност во самите за користење од самите потрошувачи во синџирите, значи за храна, за продажба на храна.
Јас овде нема да зборувам за овие, пошто веќе накратко кажав. Стапката за сертифицирање ќе ви ја кажам. Постои посебен формулар за апликација, се пополнува, па постои евалуација всушност преку извештај за верификација и тоа е посебно развиен, значи верификаторски извештај, односно што треба да се види кај компанијата од овие 6 области. Дали има и примена на софтвер кој што ние го предававме и сега уште го даваме, и потоа има одлука позитивна, негативна и го се стекнува со сертификатот. Сертификатот отприлике вака изгледа, значи се однесува и на фер однос кон потрошувачот, меѓутоа и на заштита на животната средина, така. Сега платформата не можем да ви ја долува, меѓутоа имавме линк, може секој да влезе, има информативен дел и промоција на проектот, проектните активности, регистарот на предпријатија со нивно лого, кој што се стекнале со сертификатот, и кој работи на областа на поплаки и жалби, па таму и презентираме информации значајни за потрошувачите, тие треба стално да се апдейтуваат, и презентација на овие предпријатија и нивната одговорност и исто така. Овде се дел од предпријатијата кои што се поставени на таа платформа, каде што има и можност за спогодбено решавање на спорови, односно менаџирање со поплаки на овој сегмент. Јас само да кажам дека уште ова менаџирање со поплаки има административен дел, значи можност за примање, одговарање на жалби, комуникација со застигнати потрошувачи, комуникација со организација на потрошувачи, доколку компанијата не знае на кој начин да го реши спорот, ние или им цитираме закон, или им велиме, значи, да приманат одредени практики кои што се фер со потрошувачите, и овде е тој административен дел, меѓутоа компанијата се добива и сопствена статистика по која се го мери својот однос кон потрошувачите, колку е добар, колку не, и може во секое време да се добие податок. Јас само сакав да ви го презентирам спотот, не знам дали ќе го видите сега. Само да видам. Да. Ево момент, шеари. Да. Го гледате или не? Да. Спотот почнува? Не, сега ќе почне. Аха. Ви благодарам на вниманието на сите, доколку има одредени прашања, па еве тука сме за. Ви благодариме и вама, доктор Маријана Лончар, за обстежната анализа. И вие сте веќе соработник кој што во неколку наврати учествува во активности заедно со Комората за мал бизнес и се надеваме на успешна понатамошна соработка. Дали потикнавме дискусија, некој има свој коментар или прашање до доктор Маријана Лончар? Во ред тогаш, ви благодарам, се надевам ќе бидете со нас, ќе не следите. Благодарам. Според панелот, следно е предавањето кое што би го одржала јас. Воедно, мојата цел е малку да излезам од рамката на она што беше досега прикажано. Имавме одличен сублимат на законски регулативи, потоа го ставивме во фокус
потрошувачот со одредени практики кои што веќе се вметнати и во законските регулативи кога станува збор за унифицирање и истакнување на важноста на јавното мислење, така што мојата презентација е во домена на тоа како ние самите се перцепираме во една нова лидерска нормала, како е потребно да функционираме, некои промени кои што треба да ги иницираме, можеби први во начинот на нашето функционирање, а потоа и понатаму. Во ред. Значи, јас сум доктор Катерина Велјановска-Блажевска, воедно сум во својство на претседател на собрание на Комора за мал бизнис, но исто така мојата професија е во домен на ментор за личен и кариерен развој, консултант и експерт за јавни политики и односи со јавноста. Би сакала мојот презентацијски дел да биде воедно мотивација за нашето делување во новосоздадени услови кои што во одреден домен можат да бидат и збунувачки, како од страната на вработените, така и од страната на самите лидери на различен домен на организации. Значи, потребно е да пронајдеме некоја заедничка нишка. Ред. Значи, вистинска мотивација доаѓа од постигнување личен развој и задоволство од самата работа и признавањето. Воедно ќе ставам акцент на потребата од тоа секој од нас веќе во поголема и поширока димензија и перцепција да вложува во личниот развој, се со цел да може да излезе во пресрет на сите овие предизвици на новата нормала. Најважен е фокусот, односно колку сме директно посветени на работите кои што ни се поле на интерес и на еден начин како ги ставаме во рамка со дополнителните активности кои што се случуваат во нашето секојдневие. Значи, правилен избор, стратешко делување, согласно она што во моментот ни е даден приоритет. Мене ми е важно да потикнам една размисла за понатаму, дека секој од нас е бренд во своето делување и всушност, без оглед на кој тип на организација сме ние дел, ќе го склопам ова во рамките и на социјално предприемништво заради уникатната димензија на оваа формација и структура на делување, како ние треба да се представиме во однос на останатите. Така всушност тоа би значило дека ние сме перцепирани од сите страни. Кои сме всушност ние? Информации за нас се стигнуваат од најобично портфолио со кое што располагаме, но и она како се представуваме онлайн на социјални мрежи, нешто што е веќе таргет во новата нормала, затоа што ние, еве и денеска, социјалната димензија на други слични собери кои што сме ги правеле во минатото, сега го заменуваме преку ваков тип на онлайн платформи, каде што некако функционираме со нов лик и со нов принцип на работа, кој што треба да ни стане барем во некој известен период нормален, со цел, како што посочив, да бидеме во фокус на она што ни е поле на интерес и делување. Колку побрзо се прилагодиме на тој тип на промени, толку брзо ќе бидеме успешни и ќе се разликуваме во оние кои што се затекнати од таа бура на емоции заради одредени промени кои што настанале, што особено не се ефективни ако зборуваме за лидерство во една нова нормала. Нешто повеќе за нас може да дознаеме само ако си го запишеме нашето име на Google и да видиме кои информации би биле споделени, а секако дека и преку нетворкинг, препораки, интервјуи и така натаму. Значи, нашата личност е сестрана од повеќе аспекти. Не само од она што сметаме дека ни е поле на интерес и работа. Ние како личност сме перцепирани од се она што го презентираме, како разговараме, како го штитиме брендот, например, и на организацијата каде што ние сме дел, и понатаму го презентираме и го представуваме во јавност и во етер. Кој доаѓа во допир со нашиот бренд или со нам, ако се представиме ние како бренд,
Тоа се и соучесници, и клиенти, инвеститори, конкуренти, пријатели, значи наши поддржувачи, секој кој што е во допир во одреден домен со самите нас. Сега, бидејќи се наоѓаме во фаза каде што социјалната димензија малку е пуштена на поинакво ниво или ќе кажеме е преформулирана, тогаш ние треба да внимаваме сите овие алатки кои што ни даваат за право наше представување пред јавноста преку користење на социјални медиуми, да ги прилагодиме на максимално ниво, или пак нетворкингот веќе да го прилагодиме во една поинаква форма, со цел да не изгубиме од нашиот квалитет на личност при презентирање во јавноста. Така што го посочувам токму како приоритет тоа градење на врски, кои што ќе бидат приоритетни во следниот период кој што доаѓа, и секој ќе мора да го пронајде согласно начинот на функционирање најдобриот квалитет на вмрежување кој што му е во моментот достапен, а сепак мора да се грижи за истото, затоа што вмрежувањето во ниту еден случај не сме да биде запоставено, особено во услови на нова нормала на лидерство. Затоа што можеби на еден начин овој поинаков принцип на функционирање голем дел од организациите може да го искористат поефективно, оние кои што во од ќе чекорат со овие промени, наспроти оние кои што ќе бидат дефокусирани и едноставно нема да имаат елан, волја или можеби капацитет во одреден технички домен да се прилагодат на овие нови потреби на социјално вмрежување и делување. Значи нешто на што суштински во иднина е потребно да се размисли. Всушност ја прифаќаме промената како нова нормала. Некои случувања моментално со ковид пандемијата токму на тоа ни инициираат дека промената мора во бизнис делувањето и во нашето лично делување да се представи како една нова нормала, за да можеме полесно да вливаме во сите води што се околу нам, односно стратешки да се поставиме кон сите случувања. Наспроти тоа, значи живееме во време кое што е комплексно и каде што промените постануваат веќе сложени и динамични. Иницираме на низа на можности кои што може да бидат пропратени со одредени дилеми и предизвици, но секако сето тоа бара нови знаења, вештини, погледи и навики. Всушност мене целта ми е да инициирам дека во личниот развој, ако имаме за цел да направиме повисоко ниво на трансформација на личниот капацитет во лидерски потенцијали, мора многу да се вложува, особено во нови знаења и нови вештини, особено во услови на инициирање на промена. Значи кога во поширокото општество, а да не речам веќе и глобално, се инициирана промена, прво нешто, со цел да се представи успех, е промената да ја прифатиме самите ние и на тој начин да можеме да се пронајдеме во поширокото поле на делување. Ќе се обидам како еден суштински начин кој што всушност ние го имаме представено како дел од нашата стратегија за лидерство во нова нормала, односно менторството, коучингот да го презентирам, како еден своевиден концепт кој што на многумина може да им помогне да се соочат полесно со предизвиците кои што следуваат. Всушност, што значи коучинг или менторирање? Односно да се помогне на некој со поставување на прашање или насочување, се со цел да видиме личноста со кои ресурси располага и на каков начин ефективно да дојдат до израз согласно проблемот со кој што во моментот се занимава или му е поле на интерес и така натаму. Нам ни е важно да инициираме како ментор за личен развој, да инициираме кај личноста избор на најдобрата опција, а сето тоа може да биде подкрепено со одреден совет и насока кои што произлегуваат од практичното искуство на самиот ментор. Кога зборуваме за менторство или коучинг за личен развој, ќе го надополниме исто така и со развој на кариера, потоа справување на конфликти, здравје, спорт, различен тип на перформанси
согласно капацитетите на личноста или она што сака во иднина да го создаде од себе. Значи, токму заради тоа го инициирам овој метод или практика, затоа што всушност новата нормала на лидерство во светски рамки инициира дури и организацијата веќе да не пристапува кон досега постоечкиот начин на вложување во своите вработени, кој што може би значел во делување во едно заедништво, заради тоа што пак од друга страна се соочуваме со одредени проблематики од следниот вид. Значи, вработените повеќе увидуваат дека нивните досега стегнати вештини, дури и експертизи во различно поле може да бидат недоволни кога зборуваме за потребата од прилагодување на нова нормала. И тука треба да направат некаква модификација. Од друга страна, организациите, компаниите, без оглед за кој сектор станува збор, е потребно да станат малку попопустливи во однос на организацијата на времето на вработениот, начинот на пристапување кон работните обврски и така натаму. Значи, новата лидерска нормала го менува целосно начинот на досегашното функционирање и истиот е потребно целосно да се прилагоди на тие нови отстапки кои што е потребно за настанат со цел да не се почувствуваат никакви последици од општествената промена која што е инициирана дури во глобални рамки, например во денешни услови со пандемијата, а сепак работата да не трпи, значи да може да се делува прецизно и ефективно. Всушност, главната алатка на менторирањето е да делуваме на основа на нашите досегашни искуства, да добиваме фидбек во однос на имплементирање на истите и да видиме како се рефлектираат во реалноста, се со цел да се извлечат квалитетни заклучоци, кои што ќе направат наша лична рамка на делување, а кои во идно време ќе ни служат како еден наш мини потетник како треба да се представиме во таа некоја си нова реалност на делување. Она што се случува е дека веќе големите компании се обидуваат да создадат индивидуален принцип на работа на своите вработени, каде што им овозможуваат директен увид на нивните слабости, кои што е потребно да се представат понатаму во нивни предности и на тој начин преку делување со менторирање или коучинг, веќе се прави концентрирање на самиот вработен, а не на поголемата маса на луѓе кои што може да представува одреден сектор во организацијата или така натаму. Значи, се со цел да може да се постигне токму ова, да се излече рамка на делување која што е уникатна за самата личност, која што се вклопува во неговиот начин на работа, а од друга страна истото да се користи понатаму како вежба, како експеримент во секојдневното делување, се со цел да бидеме поквалитетни при нашето следно делување или наше следно представување. Значи, се водиме од нашите стари искуства, се со цел да ја поставиме таа рамка на делување, а новите искуства само ни даваат за право да поставиме во одреден домен евалуација на нашите секојдневни случувања, односно како поминал може на генерална основа нашиот ден, а може и по-конкретно како поминал одреден состанок, како поминало одредено јавно представување, како например денешното презентирање, секој да си прави сопствена евалуација со цел следниот пат да биде поквалитетен во различен домен. Значи, тоа е на еден начин моќта која што би се постигнала со менторирањето, се со цел да се инициира поквалитетно или повисоко ниво на лидерство на промени, или како што посочувам во самиот наслов на моето денешно излагање, значи да се трансформира нашиот личен капацитет со цел да може да се доработат лидерските потенцијали кои што ние како такви ги поседуваме. Значи, моделот за коучинг може да биде прикажан на еден начин преку следниот аспект, утврдување на цел на самата сесија, значи кој е проблем што би требало да биде решен,
разговор за одредена реалност во која што во моментот ние се наоѓаме. Заради тоа е всушност моќта на овој принцип на креирање на поквалитетна и поефективна личност од самите нас, односно директно го таргетираме случувањето и разговараме во однос на истото и потоа пронаоѓање на соодветни опции за отстранување на пречки, увидување на можни приоритети кои што би помогнале во иднина поквалитетно да делуваме. Всушност, важно е да се инициира и желбата кај оној кој што пројавил потреба од менторирање, односно волјата и мотивацијата за реализирање на одредени активности, се со цел самиот да може да направи поквалитетно евалуацијата на следните чекори кои што би требало да бидат превземени. Би го прокоментирала и следново, значи што е она што лидерите сега го бараат од своите вработени. Пред се дискутираме за одговорност во превземени активности, иницијатива или само иницијативност во управувањето, што би било предизвик во овие услови на нова нормала, но меѓутоа така ќе се истенчи линијата помеѓу оние кои што се способни да се соочат со предизвикот и останатите. Креативност или иновација, која што ќе биде во приоритет во следниот период, особено личен интегритет, како и ефективно понатамошно делување од наша страна. Секако дека и вработениот има одредени очекувања од својот лидер, односно јасна визија за тоа кон каде се чекори, стратегија, која што ќе му биде фиксирана и позната, и јасни понатамошни очекувања. Значи, многу е битно кога од другата страна се соочуваме со организација која што точно си го знае фокусот на делување. Значи, почнувам со фокус, го таргетирам низ презентацијата и верувајте ќе завршам со истото, затоа што ниту една цел не може квалитетно да се изврши ако организацијата, лидерот, вработениот и така натаму не се фокусирани на стратегијата која што се има за цел да се постави. Низ годините се имам како консултант соочувано со низа примери кога една компанија или дури организација од невладин сектор која што има пошироко поле на делување, воспоставува стратегија на своето делување и потоа ја чува љубоморно, би рекла, во фиока, не давајќи можност вработените подетално да се запознаат со истото. А тука е всушност најголемиот корен на проблемот, кога не може правијата и визијата, која што всушност треба да биде главната водолка на делувањето. Значи, нешто лидерската ефективност, нам ни е потребно да поставиме стратегија, но и да видиме како истите влијаат на останатите. Би го продискутирала и капацитетот на самоефикасност, односно како се случуваат нештата. Според мене е најбитно да вежбаме контрола или самоконтрола врз нашата способност и како се соочуваме со понатамошните проблематики на кои што наидуваме, затоа што нам ни е цел постигнување на високи перформанси. Развивањето на самоефикасноста, значи тука би настанала трансформацијата на личниот капацитет кон повисоки лидерски потенцијали, кога всушност влијаеме на развивање на нашата самоефикасност, а тоа би значило потикнување на некоја наша лично мајсторство, значи ќе потенцирам на личноста наша, таргетирање на различни искуства кои што не мора да бидат директно наши, значи може да учиме и од искуствата на другите, понатаму социјално убедување, како ние се представуваме пред односите и секако период на релаксација на нашата личност, кога всушност ние правиме реорганизација на понатамошното делување. Важно е дека перцепцијата е различна за секој од нас, значи секој увидува некоја своја вистина и постигнувањето на високи перформанси тоа мора да го има земено во предвид и дека значи како функционираме ние како личност, не смееме никако да ја иземеме од вид креативната подсвесност, која што е всушност таа која што ја има моќта да се прилагоди на таа некоја нова лидерска нормалност. Како една од техниките за постигнување на високи перформанси е разговор со себе, во однос на тоа колку ние сме задоволни од моменталното видување, колку сакаме да настане промена на реалната состојба и што всушност ние превземаме за таа понатамошна
промена. Значи, разговорот со тебе би создал два линка. Едниот е како ние се доживуваме за слика за себе, а треба да бидеме свесни и како околината нам не доживува, и кои перформанси, значи, ги посочуваме во тој домен и сакаме да ги засилиме. Поставувањето на целта ќе го потенцирам како приоритет при поставување на високи перформанси, значи како што посочив, почнав со фокус, го споменав неколку пати и завршувам со истото, заради тоа што без оглед дали таргетираме поединец или организација и многу пошироко, дури и стратешко поставување во државни рамки, тоа си го давам за право да го искоментирам, бидејќи мојата експертиза во особено голем домел, кога зборувам за моите студии, докторски, постдокторски насоки и така натаму, се во домен на јавните политики. Така што тука најмногу може да се почувствува колку ние стратешки се имаме поставени како општество и како во иднина тоа да го перцепираме и поставиме и подигнеме на една повисока основа. Некој мој модел кој што го инициирам, а честопати и го практикувам во моите соработки, е дека секогаш се спушта топката на најниско ниво, односно инициирањето на стратегија, на пример, во општествени рамки, би значило први локално да делуваме. Ако станува збор за државна институција, мора да го земеме во предвид делувањето на локалната самоуправа. Ако станува збор за организација, мора да се види оној кој што е во прва линија со клиент или со одреден тип на јавност, зависно за кој тип на организација станува збор, колку јасно ја има совладано главната цел на организацијата која што ја представува. Овде ќе го завршам моето наведум мотивирачко представување во домен на лидерството во една нова нормалност. Како модератор на панелот може да посочам дали некој има прашање да постави или дискусија да потекне. Ви благодарам за моето проследување, како и на сите кандидати кои што се представија во првиот панел. Сега ќе продолжи вториот панел на нашата јавна дебата. Ќе ја поканам професор Благица Тековска, која што ќе го модерира и секако дека има и свое излагање. Ви благодарам уште еднаш. Фала за предавањето. Благодарам. Професорке Благица не се слуша. Професорке, треба да се анмјутнете.
Професорке, ако ме слушате, така. За жал се уште не слушаме. Сега ме слушате? Да. Сега да. Морете? Добро, успеав да најдам. Презентацијата се гледа? Да, во ред. Добро, може да почнеме. Тогаш јас се извинувам малку за техничкиве проблеми. Овај настан требаше да се одржи прелиминарно во месец март. И јас имав за тогаш спремено една презентација под овој наслов кој што го гледате. Но во меѓувреме се случија многу работи, предизвикани од пандемијата на COVID-19, кои што сосема ја променија концепцијата на мојата презентација денешна. Најнапред вака да видиме што ни е потребно за одржлив систем. Одржливо општество представува баланс од три елементи кои што имаат за цел да ги задоволат потребите на сегашните генерации без да ги загрозат идните генерации во остварувањето на своите потреби. Еколошките ограничувања ги содржат лимитите на обезбедување ресурси, храна, вода и слично, и создавањето, односно управувањето со отпадот и загадувањето на животната средина. Сега, каде економијата може да ги балансира процесите на производство и потрошувачка надвор од овие природни граници биофизички граници кои што постојат на планетата Земја? И како општеството ќе одлучи политички и културолошки да ги менаџира социјалните ефекти од еколошките и економските импликации на краткорочните и долгорочните ефекти од нашите активности. Идејата ми беше во март да зборувам за креирање на одржливи бизниси, стартапи, преземање на лични финансиски ризици, успеси, грешки и насочување кон иновации и предприемништво со префикс зелен. Но како што кажав, пандемијата сосема го промени мојот фокус на размислување и јас неколку дена пред денешниот настап сосема ја изменив денешната презентација. Еве најнапред да почнам од целите за одржлив развој на Обединетите нации. Не знам дали знаете, но Обединетите нации имаат дефинирано 17 цели за одржлив развој до 2030 кои што треба да се спроведат. И тие се, еве само кратко да ги набројам, искоренување на сиромаштијата до 2030, запирање на гладот сосема во светот до 2030, понатаму добро здравје и благосостојба, квалитетно образование, еднаквост меѓу половите, чиста вода и санитација, достапна и чиста енергија, работа и економски раст, индустрија, иновација, инфраструктура, редуцирање на нееднаквост, одржливи градови и заедници, одговорно производство и потрошувачка, климатска акција, животот под вода, животот на земја, јаки институции за воспоставување на мир и правда, партнерство за остварување на целите. Многу фино звучи сето вака. Но колку од сето ова реално е реализирано и колку е возможно сето ова да се реализира? И вистинското прашање е дали во светлото на пандемијата со сите нус појави кои што ги видовме, и негативни, но и позитивни, ќе споменам после кои се според мене позитивни, дали овие цели сега ни се поблиски или се подалечни? И сега доаѓаат ревитирани цели, кои што Обединетите нации почнуваат малку, предлог за ревидирање на целите. И сега првата цел, наместо целосно искоренување на сиромаштијата до 2030 година, се претвора во намалување на сиромаштијата за половина и обезбедување на еднаков пристап за базични услуги. Втората цел, наместо искоренување на гладот, се претвора во дуплирање на продуктивноста и приходот од малите фарми за производство на храна. Здравството, благосостојбата,
на луѓето, која што за жал е тема која што сосема испрлена од фокусот, никој не зборува за благосостојба на луѓето, а замислете, постојат безброј проекти на Европската унија, на Европската комисија за благосостојба на животните. Јас многу ги сакам животните, да не ме разберите погрешно, и сметам дека тие треба да бидат во благосостојба, но не можам да разберам како може да биде дефокусирањето на таков начин да луѓето не бидат ставени во фокус како примерна цел дека треба да биде благосостојба на човекот и човештвото, а се разбира и на сите други живи суштества кои што живеат тука, како и да е. Ова третата цел одеднаш од воспоставување на благосостојба се претвара во достигање на универзално покривање со здравствена заштита. За жал, во моментот од таа цел сме исто така премногу далеку. Не знам колков процент на луѓе немаат воопшто пристап до никаква здравствена заштита. Понатаму, обезбедување на бесплатно, единствено и квалитетно образование на сите деца. Во светлото на COVID-19 и ова исто така личи како една голема утопија, ако тргнеме во нашата земја, еве тука на еден микроплан, во моментов 40.000 деца од технички причини нема да имаат пристап до образование, односно пристапот до образование ќе треба да го реализираат со гледање на телевизиски емисии. Понатаму, вреднување на неплатената грижа и домашната работа преку соодветни јавни политики, ова е целта за еднаквост помеѓу половите. Добро, окей, супер би било ако може да се реализира, но генерално да не ги набројувам сега, еве може да прочитате тука како се променети тие цели, но од она што како податоци го имаме на располагање и јас, а верувам и вие, сметам дека 2030 еве ја тропа на врата, пошто овие се цели до 2030, нели 10 години не значат ништо за вакви крупни цели да се реализираат, а ние сме се подалеку од целта, наместо да бидеме поблиску. Инаку овие цели се дефинирани и воспоставени уште таму некаде на почетокот на новиот милениум. Но не сме ништо поблиску до тие цели од моментот кога биле воспоставени. И сега што ни покажа оваа пандемија? Дека сиромашните стана уште посиромашни, туризмот и транспортот како стопански гранки доживеа најголем пат, образованието и здравството ги покажаа сите своји слабости, бројот на депресии и психози, како и на домашно насилство е во енормен пораст, исто така во пораста и невработеноста, додека GDP-то е во пад во сите земји. Прашањето кое што се поставува е дали ни треба нов холистички пристап во сите сфери на животот. Дали ни треба општество на солидарност наместо општество на егоизам и оттуѓеност. А во тоа светло па уште едно прашање. Какви генерации ќе пораснат во период на физичко и социјално дистанцирање? И дали тие генерации ќе бидат поблиску до тој некаков идеал на општество на солидарност или се подалеку и подалеку? Еве вака истакнати личности од јавниот живот, председатели на различни меѓународни, може да ги побарате после на интернет, јас не ги запишав, пошто немав место малку на странава, сакав да напишам вака што значања кажале за пандемијата. Джеймс Нануика вика, нешто ќе се придвижи напред, особено дигиталните економии, со издигање на дигиталното однесување, како што е работата од далечина, телемедицината, доставата на производи, други структурни промени би можеле да бидат регионализација на каналите за набавка. Во текот на изминатите 2 декади во напредните економии одговорностите во главно се движеа од институциите кон индивидуите. Сепак здравствените системи се тестира и често пати беа посакувани, додека бенефитите од платеното боледување до универзален базичен приход доаѓа на второ место. Во има потенцијал за долгорочно согледување на каков начин институциите можат да ги поддржат луѓето преку мрежи за поддршка и повеќе инклузивни социјални договори. Сега тука малку би сакала да се задржам со коментар. Напомена и првата говорничка, а и председателката на Сдруженијето на потрошувачите дека потрошувачите треба да бидат одговорни, дека треба да одржлива потрошувачка да прават и така натака.
Да, до некаде се согласувам со многу од кажаното, но главниот проблем, она кој што го покачува, ја покачува многу емисијата на јаглеродни гасови кога зборуваме за потрошувачка е транспортот на производите. Особено на производите за храна, кои што, нели, чија што набавка и потрошувачка се врши на дневна основа. Ние можеме да не купуваме електрични апарати често, но храна мораме да купуваме често. А точно набавката на храна која што бара големи транспортни трошоци, но во исто време и емисија на јаглеродни гасови прави големи, нели, секој подолг транспорт има поголем импакт на животната средина. Од таа гледна точка, она што во моментов бевме и сме на некаков начин принудени да се задржиме на каналите за набавка кои што ни се блиски, кои што се регионални, има позитивен импакт на животната средина. И во суштина трендот би требало да оди кон регионализација на каналите за набавка, особено за исхрана. Понатаму, исто така, друго важно прашање кое што е битно и кое што ни фрла едно ново светло е поддршката на институциите кон луѓето. Суштинската поддршка. Понатаму, индиската авторка Аругати Рој во незината книга "Пандемијата е портал" вели: историски гледано, пандемиите ги присилуваат луѓето да раскинат со минатото и одново да го искреираат светот. Ова пандемија не се разликува, таа е портал помеѓу овој и следниот свет. И јас верувам исто така дека последиците од оваа пандемија не само економските, туку и социјалните и психолошките и така натаму и нашето доживување на реалноста и нашето согледување на секојдневието и промената на свеста ќе започне во некако после овој момент, после овој голем потрес, или како што велат кинезите, секоја криза е шанса за промена, за некаква подобра, за нешто подобро. Може да биде и полошо, јас се надевам дека нема. Понатаму Шаран Буро вели: светот после првиот бран на COVID-19 мора да биде инклузивен, еластичен и одржлив. Денес живееме во свет во кој нееднаквоста помеѓу и во државите расте како резултат на растечка сиромаштија на глобалната работна сила. Премногу земји страдат од екстерните шокови на COVID-19 без универзална социјална заштита, без соодветен здравствен план, без план за намалување на јаглеродните емисии до 2050, без одржлива реална економија со квалитетни работни места. За жал, ова е реалноста, нели, нееднаквоста, нееднаквиот развој, кој што развој, исто како што од целите за одржлив развој стануваме се пооддалечени, кои што сите така на хартија како политики звучат многу фино, многу идеално, за жал, многу ретко одговараат реално на прашањето како тоа навистина може да се реализира, а од друга страна, сите исто така сме сведоци и гледаме дека нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните, значи и помеѓу богатите и земји и сиромашните, како и поединците, постојано расте и дека исто така дистрибуцијата на капиталот и на ресурсите се разбира станува се понееднаква и понееднаква. Што ни е потребно за одржлив систем? Креирање на технологија. Очигледно не е доволно да се реализира одржливо општество. Ако човекот се најдува, ако некогаш се најдувал на врвот на својот техничко-технолошки развој и ако нашиот живот бил во многу олеснет од употребата на техниката и технологијата, тоа е сега, ова време во кое што живееме, а сепак социјалниот момент и благосостојбата на човекот, која што споменав на почетокот, не е многу значања подобрена. Суштината би требало да биде во иновациите и предприемништвото кои што се потребни за да новите технологии се искористат и се насочат кон реализација на одржливо општество. Но она што е не помалку значајно е исто така и промената на нашата свест. Свеста е во суштина нашата свесност и нашиот поглед на свет, а промената од секој поединец започнува е она кое што суштински го менува светот. За жал, мислам дека ние сме многу далеко од некоја драстична промена на светот. Чисто вака само за
илустрација, да ви илустрирам каков импакт вршиме ние врз планетата Земја, како човештво. Планетата Земја е стара 4,6 билиони години. Да си предпоставиме дека тоа одговара на еден човечки век од 46 години. Тогаш, исто така како пандан нели на вековите, тогаш и на милениумите, тогаш човештвото се појавило пред 200.000 години. Тие 200.000 години претворени нели во еден човечки век одговараат на периодот од прилика 4 часа. Индустриската револуција започна пред 200 години. Тоа од прилика 2 минути во времето на планетата Земја. Замислете колку сме ние деструктивна врста на планетава Земја и какви уништувања и промени предизвикуваме во рок од 2 минути. Значи, условно кажано, човештвото успеа да ги загади сите мориња, да го загади воздухот и водата, да ги пресече половина од шумите или да ги запали и да го уништи повеќе од половина од живиот свет кој што постал на планетата Земја. Имав еден податок, не успеав да го најдам во една друга презентација, колку животински видови имаат изумрено со помош и поддршка на нашите разновидни активности, секакви економски и неекономски, како човештво, од почетокот на индустријската револуција до денес. Значи со милиони се мерат. И сега, Einstein рекол, проблемите не можат да се решават на ист принцип на кој што биле создадени, а веќе утврдивме дека создадовме големи проблеми. Сега треба да ги решаваме тие проблеми, но од сите овие предлози, идеи, политики кои што се воспоставуваат, јас барем не можам да согледам дека има некое значајно инклинирање во начинот на размислување и во начинот на варање на решенија, бидејќи нели секогаш целта е иста, раст на GDP-то, раст на економијата и така натаму. На таков начин создадовме проблеми со раст. И сега, дека мора да се случи некаква промена, сакале или не, природата, како што можеме да видиме со климатски промени, со своето делување, со појавата на различни епидемии, болести. Еве, од гледна точка на болестите, што значат климатските промени? Се проширува реалот на распространување на одредени болести, кои што не зборувам за пандемијата COVID, него генерално, кои што воопшто не биле типични за нашето поднебие. Но со покачувањето на температурата, со глобалното затоплување, тој реал на распространување што бил типичен за тропски и субтропски области, полека се преместува код нас, така да ние наскоро и да нема епидемија, може да се соочиме со некакви болести кои што се типични за тропски или за субтропски подрачја. Како и да е, се погласно и се повеќе научници во светот размислуваат нели на тема дека ни треба некаков нов систем, бидејќи неолиберализмот очигледно е систем ерор. Е сега, дали ова факт или политичка и научна ерес во широкото доживување на нештото се повеќе се третира како некаков вид на политичка ерес. Какво општество би можеле да креираме после сето ова кое што ни се случува, дали некаква позитивна утопија или дистопија? Она за кое што и научниците, и истакнати мислители во светот и така натаму се погласно зборуваат, е филозофијата на degrowth. Нема соодветен превод на македонски јазик, нешто би било како намалување на растот од прилика. И овој наслов не подсетува дека неограничен раст, онака како што ние го замислуваме, бидејќи во моментот главен критериум за развој на една држава е растот. Растот на GDP-то, растот на економијата, значи раст. Постојан раст. Дали е возможно неограничен раст во ограничен свет, свет кој што има своји биофизички граници? Исто така, оваа филозофија, да ја наречам, или нов поглед некаков на светот, има за цел да ја стави на логична критика идеологијата за постојан раст
но и за одржлив развој. За одржлив развој се зборува последниве 40 години. Во суштина, многу научници сметаат дека терминот одржлив развој е оксиморон. Бидејќи невозможно е нешто да се одржува на исто ниво и да расте истовремено. Да, знам, има објаснување, например, дека тоа се однесува само на обновливите ресурси, односно обновливите ресурси можат да се трошат, па постојано да се надокнадуваат, но и ако така го погледнеме, ние и обновливите и необновливите ресурси ги трошиме многу побрзо отколку што тие се во можност да се обноват и во исто време продуцираме купишто отпад. Како што напомена првата говорничка, наскоро во океаните повеќе пластика ќе има отколку риби, што е многу страшен податок сам по себе. Веќе во моментов има податоци дека ние со секое конзумирање на риба и морски производи истовремено конзумираме и големи количини на микропластика. Значи, мултидимензионалните идеи во главном се однесуваат на физичко ограничување на растот, а исто така тука и теоријата за нафтен пик и на пик на се останато, нели, на сите останати ресурси, бидејќи во еден момент го достигнуваме максимумот на нивното искористување и потоа нужно е да одиме во надолна линија. Да не зборуваме за губењето на биодиверзитетот, ви кажав дека на дневна основа стотици видови изумираат во моментов. Еве, најголем сега во моментов, најголема грижа на научниците е потенцијалното изумирање на пчелите, што би било страшно генерално за се околу нас, а на нивното изумирање делуваме ние со сите наши активности економски пред се. И културолошки исто така, значи, идеи, во кои што противставување на гледањето на неолиберализмот како религија, понатаму безграничниот продуктивизам, еве на почетокот ми падна во уши, во слушањето на првата говорничка, дека рече еден од предлозите на новиот Green New Deal на Европската Унија е производителите да произведуваат потрајни производи кои што подолго време ќе траат. И да, понатамо, нели, трите славни R, Reduce, Reuse and Recycle да се спроведуваат, но тоа е добро како теорија, но кажете ми тогаш на кој принцип, ако е се уште важичка постоечкава економска логика во светот, да речеме, еве, за техника, ако правиме муабет, еве, Samsung секоја година вади нов модел на мобилен телефон, нели? И нашиот потрошувачки менталитет и нашето потрошувачко општество има постојано желба да има нов производ. Нели? Затоа служи маркетингот да креира потреби. Креира потреби кај потрошувачите и ние одеднаш, кога ја гледаме рекламата на новиот Samsung 20 Pro, или како и да се вика, не можеме да живееме без него, како сме живееле воопшто до вчера. Она што ни е неопходно е промена на таа конзумеристичка религија и таа продуктивистичка религија. За такво нешто да се случи, доколку имаме желба на вистина суштински нешто да промениме и на вистина суштински да спасиме планетата Земја и со самото тоа и самите себе си. Значи, треба да биде главниот фокус ставен на регионализам, наместо на глобализам. The growth, значи, во суштина не е само едноставно различно видување на економијата, туку тоа е многу поширока филозофија, да се живее со значење, да се ужива во едноставни задоволства, да се работи помалку, а повеќе да се соработува и да се споделува со другите, во едно поеднакво и посолидарно општество. Целта во оваа филозофија е целисходно да се забави животот, на луѓето. Ние во моментот живееме ненормално брзо, со голема динамика. Таа голема динамика подразбира потреба од користење на брзи средства за транспорт, брзо конзумирање на производите, постојана потреба за ново и ново, постојана потреба за адреналин и за нови секаков вид на стимуланси. Со цел, значи, минимизирање на штетата за луѓето и за екосистемот на планетата, но и за редуцирање на експлоатацијата и социјален момент има. Јас сум сигурна дека светот после вирусот, можеби не веднаш, ама за неколку години ќе се промени.
И сигурна сум дека во моментот постојат неколку различни идеи, филозофски, економски и секакви, но кој пат ќе го избереме како човештво, за дали ќе се рефокусираме кон навистина важните нешта, во кои што не сметам дека GDP-то е, бидејќи во последно време се повеќе научници се погласно зборуваат дека GDP-то воопшто не е показател на успешноста на една земја и дека како показател и како мерило за благосостојбата сосема треба да се исфрли, туку треба да се воспостават некакви критериуми како што се благосостојба на луѓето или здравје, благосостојба на екосистемот и така натаму. Ова мојава денешна презентација е резултат само на мои размислувања. Се обидов да поттикнам некаква дебата и размислување за длабоки еколошки проблеми кои што верувам дека сите не тангираат. Не сум сигурна дека сите подеднакво размислуваме на темата и подеднакво се прашуваме што и како, но еве ова е повод за една дебата и за една дискусија за размислување надвор од кутијата, за размислување за можни алтернативи на постоечката неодржлива економија, кој што веќе и најзакоравените либерали гледаат дека навистина нешто е неодржливо и дека има некаков систем ерор, кој што во моментов сите се обидуваме само со шминка и козметика да го подобриме, бидејќи мислам дека многу од овие да кажам промени кои што се предлагаат и политики во суштина се во главном козметички зафати, а не се суштински, бидејќи суштинската филозофија кога не се менува, како што рече Катерина во претходното излагање, фокусот да го имаме цело време. Ако нашиот фокус е постојано раст, значи на таков начин ние го предизвикавме проблемот со раст, тогаш се ова што правиме е само шминка и козметика. Главната суштина е намалување на растот. И еве тука една мала карикатура каде оди човештвото и каква е нашата нова конзумеристичка еволуција. И нашиот начин на живот, нели, врзани за материјалните работи со железа и со камења, и ги влечиме позади себе и се мачиме во желба да реализираме се повеќе и повеќе. 3 стана, 5 коли и не знам што уште. Реалните проблеми треба да се актуализираат. Глобалната нееднаквост во доходот води кон конфликти, големите дефицити на секи загрозуваат шансите за просперитет на идните генерации. Верувам дека треба да се направи нешто и тоа многу скоро. На почеток доволно е само да се замислиме од една малку поинаква перспектива и да имаме еден малку поинаков фокус пред себе. Лекции од пандемијата, кои што ги научивме, дека е неопходна транспарентност, видовте сите часописи кои што функционираа на принцип на платени информации, мора да ги споделат тие информации, нели кога човештвото, да кажам, се соочи со проблем кој што е глобален и кој што ги тангира сите и во кој што не можеш да речеш јас ги затварам моите граници се спасувам од едно такво мало вирусче. Понатаму успешниот одговор зависи од доброто лидерство. Прашањето кое што си го поставуваме дали ни треба унифициран одговор или диверзифицирани стратегии, па да видиме која е подобра. Ефективната комуникација на највисоко ниво е неопходна и глобалната солидарност стана нужност. Фокусот ми е на солидарност. На што треба да се фокусираме во иднина со сите наши активности, не само економски, него политички, социјални и секакви. Пред се заштита на планетата на сите можни начини. Заштита на незината клима, со намалување на нашата потрошувачка свесност во потрошувачката, со свесност во постапките, со свесност во креирањето на отпад, со грижа за рециклирање, реупотреба на она што може да се рециклира и реупотреби. Понатаму, пристап до обновливи енергии. Мислам дека, бидејќи факт е дека ние без енергија не можеме воопшто да функционираме, но мислам дека треба час поскоро да ги завртиме сите своји ресурси кон обновливи енергии кои што ќе бидат пристапни за сите. Ние, например, имаме услови соларната енергија, скоро воопшто не е искористена. Во многу мал процент, мислам дека е искористена. Понатаму промена на нашиот однос кон производството на храна. Точно е, кој спомена, госпоѓата од Сдруженијето за заштита на потрошувачите.
сите мислат дека земјоделието е чиста енергија, а не знаат дека 40% од стакленичките гасови, а дури 60% од азотниот оксид во воздухот се произведува од сточарството, од фармите на кои што имаме масовно производство на крупен добиток. Во секој случај, значи, нашиот однос понатаму загадување на водата, воздухот и почвата со употреба на хемиски средства за заштита. Многу има работи кои што, да кажам, ги земаме здраво за готово без некаков посериозен фокус. И она што исто така е многу битно и во контекст на темава, мислам дека треба да се дава најголема поддршка на достоинствени работни услови и на предприемништво, на мало предприемништво, на регионално предприемништво наспроти глобалните компании и глобализацијата. Еве тука имам некои референции, ако сакате може да ги простудирате, ако ви заинтересира темава. Јас имам многу на оваа тема да зборувам. Ова е многу широка и многу интересна тема, за мене барем, не знам дали на аудиториумот му се топадна или може би го испровоцира да размислува малку во една друга рамка, не во она општо позната и прифатена рамка. Јас тука би завршила со мојата презентација, ви благодарам за вниманието и доколку има прашања, коментари или дискусии, ќе ми биде задоволство. Дали може да се вклучам? Да, може, повелете. Јас сум Валентина Старделова, раководител на сектор за енергетика во Министерството за економија. Благодарам за презентацијата. Сметам дека беше сеопфатна, но би сакала да дадам повеќе информации до присутните во делот на обновливите извори на енергија и посебно искористувањето на потенцијалот на обновливите извори на енергија кај нас. Државата, како што може би веќе повеќето од вас знаат, уште пред повеќе од 10 години воведе систем за поддршка на искористувањето на обновливи извори на енергија, ги воведе повластените тарифи и преку овој механизам, оваа шема за поддршка, всушност беа инсталирани повеќе електроцентрали. До сега има околу 102 фотонапонски електроцентрали кои што користат, само фотонапонски електроцентрали кои што користат повластена тарифа. А вкупниот инсталиран капацитет од сите обновливи извори на енергија кои што користат повластени тарифи е околу 150. Но тоа е она што, да кажам, во изминатите години беше понудено како можност и тука останува само потенцијалот за биогасот и биомасата и за кои што се уште има повластени тарифи кои што би можеле да ги користат идните инвеститори. Она што исто така е многу важно, што со донесувањето на Законот за енергетика во 2018 година се воведе нов систем за поддршка на производството од повластени на производството од обновливи извори на енергија, значи се воведоа премиите. Премиите се еден поинаков режим на поддршка, значи премиите, ако повластените тарифи всушност значат за гарантирана цена за продажбата на електрична енергија и не се пазарно ориентирани, премиите се токму спротивното. Значи, премијата ја доделува државата од буџетски средства, кои што се всушност само поддршка на инвеститорот, за да може да ги издржи трошоците кои што му се кои што ги има заради поставувањето на
централите и да биде конкурентен на пазар. Јас би сакала да само за да не ја обременувам дискусијата, да кажам дека врз основа на законот и врз основа на сите тие подзаконски акти веќе беа објавени 2 тендери, еден на државно земјиште и еден на приватно земјиште, и вкупниот инсталиран капацитет кој што очекуваме да се изгради е околу над 50 мегавати инсталирана моќност, но и за поздравување, да не кажам и за пофалување, тоа што сега веќе имаме една изградена фотонапонска електроцентрала која што деновиве очекуваме да го потпише договорот за премија. Што е поентата? Поентата е дека фотонапонските електроцентрали многу побрзо се градат во однос на сите други обновливи извори на енергија. Ние го имаме потенцијалот, имаме земјиште кое што имаме и добра законска регулатива која што не дозволува да се гради на земјоделско земјиште, значи мора земјиштето да е најмалку 4-та класа за да може да се изгради фотонапонска електроцентрала. Имаме правна рамка, имаме одржлив механизам за финансирање и ова производство треба и текако да биде, да кажам, промовирано кај бизнис заедницата. Бизнис заедницата беше информирана за сите овие наши чекори, значи и за донесување на законот, и за донесување на подзаконските акти, соодветно беше информирана јавноста и за објавувањето на тендерите, така да повикувам до сите заинтересирани представници од компаниите да искористат оваа можност и да аплицираат на тендерите кои што во иднина ќе ги објавува Министерството за економија. Тука бизнис заедницата може да се вклучи и со своја експертиза, заради тоа што изготвувањето на проектната документација, значи на техничките решенија за инсталирање на фотонапонските електрани и текако бизнис можност која што треба да ја искористи нашата бизнис заедница. И не само тоа, значи и обновливите извори на енергија, исто така е многу важно што е направен голем пробив со фотонапонските електроцентрали со решението кое што го направивме во однос на домаќинствата. Значи во изминатиот период пред 2019 година домаќинствата не можеа да инсталираат фотонапонски електрани на својот кров и да ја користат за своји потреби електричната енергија. Сега имаме повеќе од 50 домаќинства кои што ја имаат поставено фотонапонски системи и имаме над 100 предпријатија и јавни институции кои што имаат инсталирано фотонапонски системи и енергијата ја користат за собствени потреби. Само ова ми е практично еден повик до сите присутни да се имаат во предвид овие можности кои што досега ги направивме ние како креатори на политиките и како имплементатори заедно со Агенцијата за енергетика. Јас ви благодарам за многу обсежната дискусија и корисните информации. Верувам дека некои од присутните ќе ги најде за корисни и ќе бидат позитивно употребени. Доколку нема други дискутанти, може би на крај би можеле да продискутираме. Ако може на кратко едно прашање. Може. Да. Јас сум Александар Николов, Асоциација за развојни иницијативи Зенит. Имате многу интересно излагање каде што начнавте доста дилеми во врска со тоа кон што се движи тековниот доминантен модел за економски развој и раст и кои се предизвиците кои што ги поставува. Верувам дека и најголем дел од присутните се сложуваат дека таквите дилеми и предизвици се валидни. Меѓутоа, тука би сакал и ваше мислење за што правиме со решенијата. Вие ве спомнавте и во предпоследниот слайд наведовте
4 точки кои што се за поздравување, например поголема користење на обновливи извори на енергија, реформа на начинот на производство на храна, веќе конвенционалното земјоделско производство е виновно за добар дел од стакленичките гасови. Меѓутоа, тука исто се поставува прашањето како при таквите реформи на тековниот економски модел да не се доведеме во ситуација уште повеќе да ги загрозиме ранливите групи, значи например лицата со ниски приходи или лицата кои што едноставно не можат на краток рок да се приспособат на некои нови модели на работа и заработувачка што се промовира пред се во развиените земји. Еве конкретно, ако ние ги промовираме обновливите извори на енергија, дали тоа може да доведе до поскапување на цената на струјата, што се разбира несразмерно повеќе ќе влијае на посиромашните слоеви на населението. Или дали преминот од конвенционално кон органско земјоделско производство во поголем обем, те значи поскапување на цената на храната, што исто така може да влијае да ги засегне повеќе посиромашните слоеви на населението. Јас ви благодарам за прашањето, но одма ќе ви одговорам на прашањето и ви благодарам на вистина што го поставивте. Суштината на оваа филозофија е дека промената треба да започне во нашата свест. Ние живееме во општество во кое што индивидуата се најдува во фокусот, нели? И индивидуата има цел да постигне повеќе, подобро, да биде поуспешна и така натаму. Суштината на филозофијата Dick Growth за намалување е нашата свесност да транзитира кон едно општество на солидарност. И одма ќе ви кажам, што значи тоа? Знаете, во текот на нашите економски активности ние произведуваме нешто што се нарекува екстернали. Тие екстернали се штетни. Например, загадувањето на воздухот е штетна екстерналија, при кое што оној кој што ја поседува фабриката, која што го труе нашиот воздух, остварува економски профит, а сите ние остваруваме економска штета, бидејќи нашето нарушено здравје, односно загадениот воздух, кој што ја загадува нашата животна околина, го нарушува нашето здравје, предизвикува трошоци за здравствениот систем и така натаму, треба да плати повеќе. Значи, треба да плати повисок данок. И затоа солидарните општества имаат прогресивна даночна стапка. Ама во суштинска смисла на зборот, а не фарсот, прогресивна даночна стапка. Погледнете ги скандинавските земји, ако сакате да научите повеќе. И тоа е праведно, бидејќи оној кој што остварува профит од предизвикувањето на такви екстернали штетни за околината, нормално е дека треба повеќе да плати, бидејќи не труе сите нас, не само тој остварува профит. Суштината е таа на Dick Growth. Значи, општество на солидарност. Треба многу повеќе да транзитираме кон солидарен начин на размислување. Во тој случај, кога успешните стопанственици не би бегале да го платат, да платат повисок данок, него напротив, би сакале да придонесат за општеството, за подобар развој, би постоеле и навики за некако вид на филантропија, за грижа за заедницата, за финансирање на некакви општествени корисни активности. Всушност, тоа е суштината на социјалното претприемништво, нели, кон кое сакаме да се насочуваме. Тоа е таа суптилна промена на свеста. Но главната суштина која што ќе овозможи реални средства за да ранливите категории се заштитат од страна на државата и од страна на буџетот е соодветен праведен даночен систем поведување. Се слушаме? Да, се слушаме во секој случај. Дали има уште некој друго прашање? Или да продолжиме понатаму?